Изимава поголем дел од оризовата слама по полињата стои несобрана, што подразбира дека земјоделците ќе чекаат да се засуши за да ја запалат. Друго чаре за оваа секундарна суровина нема, бидејќи пропаднаа сите иницијативи за нејзино собирање и користење за пелети или за што и да е друго. Во таква ситуација се чекаат февруари и март, кога вообичаено се опожарува цело поле, кога чатта се шири по Кочанската котлина, а пожарникарите трчаат да спасуваат објекти и други земјоделски посеви и насади. Во време кога тешко одисто казнувањето на предизвикувачите на пожарите, можеби најсоодветен е начинот со укажување на штетите што ги прават палењето на страништата, уништувањето на хумусот со површинскиот слој на почвата, загадувањето на животната средина, уништувањето на броен животински свет во полињата, меѓу него и на полезниот дивеч кој се прехранува од остатоците од арпа и просо. Тука се и жабите и птиците кои ги има се помалку, бидејќи е нарушена природната рамнотежа и секако неискористувањето на сламата како секундарна суровина. Конечно, ако свеста кај дел од земјоделците бавно се минува, потребно е државата да изнајде начини и механизми за да ја промени ваквата проблематична и неевропска ситуација.